Според извор близок до парот, Бетси била исплашена дека ќе го изгуби 30 години постариот сопруг, па го терала да вежба и да се храни здраво. Медицинско лице која работи на истрагата додава дека сосема возможно е Џин да починал од проблеми со срцето, додека Бетси од стресот што го почувствувала кога го видела мртов, односно од скршено срце. Смртта на актерот Џин Хакман и неговата сопруга Бетси Аракава уште е обвиена со мистерија и досега се предложени неколку можни причини. 95 годишниот актер и неговата 65 годишна сопруга беа пронајдени мртви во нивниот дом во Санта Фе, Ново Мексико. Мртво било и едно од нивните кучиња, додека две биле пронајдени живи во близина на домот. Според надлежните, мала е веројатноста дека починале од труење со јаглероден моноксид, бидејќи во домот немало знаци на протекување на газот. И поради ова, теоријата за скршеното срце делувала релевантно. Џин имаше проблеми со срцето, имаше пейсмейкер, па неговата смрт не е нешто необично. Она што е чудно е зошто и Бетси починала. Па почнувате да се прашувате. Постоje случаи каде што стресот од тоа да видите сакана личност мртва може да предизвика смрт. Додека трае истрагата, медицинско лице кој работи на случајот сподели дека сосема возможно е Џин да починал прв, а потоа Бетси да умрела од скршено срце. Според него, надлежните се сомневале за заедничко самоубиство, но поверојатно било дека умреле од природна смрт. Ченинг Тейтум наводно е во врска со манекенката Инка Вилијамс. Познатиот актер Ченинг Тейтум има нова партнерка само 4 месеци по раскинувањето на свршувачката со актерката Зои Кравиц. 4 дена откако 44 годишниот актер беше забележан во друштво на манекенката Инка Вилијамс, извор за People откри дека двајцата официјално се во романтична врска. Се запознаа преку заеднички пријатели. Таа е прекрасна, изјавил неименуван извор за 25 годишната Вилијамс. Има свој живот, млада е, но изгледа позрело. Што се однесува до Тейтум, изворот додава дека тој се врати во Лос Анџелес по завршувањето на снимањето во Северна Каролина и дека поминува многу време со својата ќерка Еверли, која ја има од бракот со поранешната сопруга Џена Диван. Ченинг Тейтум е добро, Инка го прави среќен, вели изворот. Тој повторно се врати со Зои оваа пролет на нов филмски проект. Не треба да биде незгоден, раскинаа во добри односи. Тейтум и Вилијамс беа видени заедно на предзабавата за Оскарите во Лос Анџелес во петокот на 28 февруари, 4 месеци по неговото разделување со Кравиц. Звездата на последниот танц на магијата Мајк ја напушти забавата држејќи се за рака со атрактивната австралиска манекенка. За оваа пригода Тейтум носеше елегантен беж капот врз црна кошула, додека Инка блесна во црн фустан без прерамки. Нашиот пианист од светски глас Симон Трпчевски концертната 2025 година ја продолжи со првиот од двата деби концерти во Сантијаго, Чиле. Придружуван од Филхармонискиот оркестар на Сантијаго во градскиот театар, Трпчевски го изведе првиот концерт за пијано и оркестар од Чајковски. Диригентската палка беше во рацете на главниот гостин диригент на оркестарот, чилеанско-италијанскиот маестро Паоло Бортоламеоли. Како што информираат Култур Об, Трпчевски до крајот на месецов го очекуваат и новите концертни средби со Симфонискиот оркестар на Чикаго, во чија сала 3 вечери на програмата ќе биде првиот концерт за пијано и оркестар од Рахманинов, а по диригентската палка на Јакуб Хрушам, како и 3 настапи на домашната сцена на Симфонискиот оркестар на Феникс, со изведбата повторно на првиот концерт за пијано и оркестар од Чајковски, овој пат под диригентската палка на нам добро познатиот диригент од Венецуела Илич Ривас. Ривас со Трпчевски во 2009 година настапи и во Скопје заедно со младинскиот оркестар на Култур Об во рамките на Скопско лето.
Концертот на легендарниот македонски виртуоз на гитара Владко Стефановски, закажан на 9 мај во Македонската филхармонија, е распродаден. Поради големиот интерес, пуштен е дополнителен термин на 10 мај 2025 година, исто така во Македонската филхармонија со почеток во 20 часот. Со овие концерти Владко Стефановски и неговите гости ќе го одбележат импресивниот јубилеј 50 години на музичката сцена. Концертите ќе представуваат пресек на неговата извонредна кариера од деновите со култната група Лепи Сол па се до неговата успешна соло кариера. Препознатливиот спој на инструментален рок, етно џез, блуз и македонска традиционална музика ќе добие нова димензија со посебни гости кои ќе му се придружат на сцената во овие незаборавни вечери и ќе изведат хитови како Чукни во дрво, Gypsy Song, Чувам ноќ од будних, Као какао, Македонско девојче и многу други.